Господја Филиповска, мене ми се допаѓа вашиот професионален пристап и јас сметам дека вака треба да изгледаат и да се однесуваат директорите кои што се назначуваат. И пак ја кажам, и вчера му кажав на поранешниот министер за здравство Филипче, не го зборувам тоа, не е празна партиска фразеологија или популизам, туку навистина во Република Македонија недостасува професионален пристап при вршење на јавните и високи државни функции. Одговорностите се занемаруваат, но тоа се што се случува и ова чувство на несигурност која што го чувствуваме, а ние како пратеници непосредно го ја пренесуваме загриженоста на македонските граѓани, е след на воспоставена пракса на злоупотреба на системот, неделотворност на институциите, злоупотреба во политички цели на се она што се случувало претходно. Не би сакала да ја ширам хармониката, но ако земете како се случува одредени случаи од што се правеше настани при промена на власт, тогаш очигледно е дека или кратко е помнењето, или луѓето едноставно не сакаат да сватат дека има некои прашања за кои што навистина не може да не се има одговорност или да не се има пристап, а ние знаеме дека ги знаеме и меѓу механизмите на суптилна контрола, на мека моќ, на изигрување на системот, одредена, например, веледрогерија има 4-5, не знам, 6, сега зборувам хипотетички, керки фирми кои што успеваат на тој начин да злоупотребат силата или да си го држат пазарот и да не дозволат конкурентност. Има многу индиции кои што укажуваат на тоа дека злоупотребите кои што се случува во Фондот за здравство и како низ децении назад влијае на растењето на средно богати бизнисмени и на нивната моќ во државата и нивното политичко битисување за сметка на здравјето на македонските граѓани. И тоа е нешто што е недозволиво, го зборувам и непосредно, а еве во оваа прилика го кажувам и овдека пред вас. Од таа причина, јас сепак не сум докрај убедена дека не се злоупотребуваат починатите пациенти во однос на доделување на терапија на некој друг. Предпоставувам дека никој од нас овде присутни не можеме докрај да тврдиме ни едното ни другото. Таа предпоставка ќе лебди уште, ми се чини, долго време во воздух. И од таму, она што би било логички пристапно и дозволено да ве прашам во рамките на вашите надлежности, би сакала да ми кажете дали знаете колку пати годишно се ажурира листата на починати во Фондот за здравство. Дали имате пракса, дали има некој терк по кој што се случува истото, дали се случува по договор или пак има некој ред на колкав период тоа истото би се ажурирало. Така, ви благодарам на прашањето.